Те кажуваат бре Илиној моме, да си тенко прело и ситно си ткало. Јас ќе ти дадам еден 100 грам памук, ти да ми истекаеш 300 лакти платно, што ќе ти престане една бела риза. Те кажуваат бре Кованџи Петре, да си мајстор било, јас ќе ти дада една стара пара, ти да ми исковеш еден сребрен разбој, што ќе ти престане еден сребрен прстен. Драги гледачи, драги наши домаќини Црешевци, драги гости, драги учесници, дами и господа, добра вечер. Добро ни дојдовте на вечерашнава културна манифестација, ревија на народни носи, песни и инструменти, која во рамките на културното лето на општина Газибаба традиционално по 6-ти пат и оваа година се одржува овде во Црешево, во прекрасниот амбиент на вековната црква Свети Спас, која ни ги отвори портите уште еднаш да се предадеме во незиниот духовен мир, милост и благослов. Колку е убава нашата народна носија, како на слика писана, со раце неватена, тенко предана, на густи нишки снована, на сребрен разбој ткаена, со тенка игла шиена, со ладни раце везена. Колку е убава нашата народна песна, таа верна дружка во добро и во зло, во радост и тага. Таа е сведок и спомен од минатото, но таа е и чувар на иднината, на нашата култура, на нашиот културен идентитет. Колку е убава нашата игра, тој чудесен изблик на вековно ткаени чувства, изразени во ритам и чекор. Носени час од подземниот татнеш на тапанот, час од пискавиот звук на зурлата, час од топлата душа на кавалот, гајдата. И вечерва сме тука во црквата Свети Спас, да се предадеме на овие чувства и да се восхитуваме на нашата ризница од народни носи, народни инструменти, народни песни и ора. Најпрвин, ќе ги отвориме златните ковчези од минатото, за да видиме дел од нашето материјално културно богатство. Ревијата ја отвораме со 4 прекрасни носии. На сцената гледаме девојка облечена во кичевска носија. Градот Кичево го добил името по убавата Кита, сестра на крали Марко. Таа го добила градот на управување од својот брат, а била чувана од силни момци од племето Брсјаци. Аплауз за кичевската женска носија. Од Брсјачко-етнографскиот регион се селиме во Шопско-македонскиот етнографски регион. Овој регион се надоврзува на големата Шопска област, која се простира на тромеѓето со Бугарија и Србија. Во Бугарија
Во Бугарија допира дури до Софија, во Србија до реката Тимок, а во Македонија од Паланечко па се до Малешевијата. Ве молам, уште еднаш еден аплауз за Шопската носија. На сцената веќе гледаме модел облечен во битолска носија. Битолско поле на југ и Прилепско поле на север се составен дел од пространата Пелагонија. Пелагонија е позната македонска област уште од античко време, а според некој името го добила по бела гуња, карактеристична облека во тоа време. После 20 и неколку века, битолската носија се преобразила во носија каква што ја гледате и сега на оваа сцена. Овој тип на носија се задржува до почетокот на минатиот век. Под притисок на новиот начин на живот и новата староградска култура, оваа носија се помалку се употребувала. Од битолско полека се селиме на друг крај од Македонија. Носијата што ја гледате ни доаѓа од Куманово или етнографската област Средорек. Куманово во пишаните документи се среќава уште во 14 век, а се доведува во врска со населувањето на племето Кумани од 12 век. Се разбира дека носијата што ја гледате сега не е од тогаш, но стариот патриархален начин на живење овде долго се задржал. Во прилог на тоа зборува и зачуваноста на народната носија, која со известни трансформации се задржала до 60-тите години на минатиот век. Аплауз за кумановската женска носија. Кавалот, тој волшебен народен инструмент, со питом, мек, меден звук, топол звук. Топол, каков што е топлиот сомун што току излезен од старата подзасаđена фурна. Топол и мек како што е мека душата и срцето на македонецот. Ишаран како што е везот на македонската носија. Љубовта кон овој инструмент создала многу виртуози кои ја ширеле славата на кавалот и македонската музика. Надалеку бил познат Миле Коларовски, Ангеле Димовски, Стојан Чекостовски. По тие чекори од најрана возраст тргнал и Љупче Ѓоргиев од Свети Николе, кој народните инструменти ги изучувал во своето средно и високо образование. За сега своето знаење да го пренесува на младите генерации, како професор во Средното Штипско музичко училиште. Да му посакаме топло добри дојде со аплауз во Црешево.
Ако некој особено добро си ја врши работата, за него велиме дека е мајстор. Но ако некој до совршенство го владее својот занает, за него се вели дека е виртуоз. Совршено звуча Љупче и оркестарот на народни инструменти, наречен Народно табиет. Ве молам еден аплауз. Она што следува сега е песната, она вистинската, народната. Ткаена низ вековите со нишки и конец, на радост, на тага, на копнеш, на љубов, на непребол, на непокор. Песната е наша историја. Таа ги опева и големите настани, но и секојдневието. Вечерва на оваа сцена, тука во Црешево, ќе имаме можност да чуеме и видиме едно големо пеачко име. Жива пеачка легенда и ненадминат мајстор на изворното пеење. Виданка Георгиевска ќе ни испее две наши антологиски песни.
И благодариме на Виденка Георгиевска. А сега е време повторно да се навратиме на нашата најзначајна ликовно-естетска народна уметност, народната носија. Корените на нашите народни носии се во етнокултурната историја, во социјалните односи на семејството и општеството, во идеологијата на народните верувања. Но секако, убавината на народната носија зависела и од естетската и уметничката дарба на македонската жена. Да прошетаме по етнографските региони на Македонија и да погледнеме уште 4 носии. Мариово. Тој разбранет планински предел во кој се сместени и речиси исчезнати само 30 села, а кој, ако можеше да се испегла, ќе станеше голем колку цела Македонија. Со иселувањето на мариовските села, ретка можност е да се задржи и зачува автентична форма на мариовска носија, која била условена и прилагодена кон тамошните потреби на живот, сточарство, како и од природните и климатски услови. Аплауз за моделот со мариовска носија. Од Мариово се селиме во Овчеполието. Од Свети Николе ни доаѓаат момче и девојче облечени во овчеполска носија за свечена пригода. И во минатото, и сега, Овчеполието е важна житница со негов главен центар Свети Николе. Бројноста на турското население во минатото условувало да дојде до израз турскиот вкус на облекување, на што укажуваат повеќе елементи во постарите носии. Од Овчеполието се селиме во Галичник, а оттаму ни доаѓа галичка невеста. Славната наша галичка невестинска носија, носена на големите галички свадби на Петровден. Свадбите во Македонија во минатото се правеле 7 дена, секој ден со свој обичаи. Финалето на свадбите бил во недела, кога младите се повлекувале во својата соба. Потоа, ако невестата била честна, пукале пушки и во понеделникот се давала благаракија. Ако невестата не била честна, ја качувале наопаку на магаре и ја шетале низ село.
Галичката свадба со своите оригинални обичаи представува вистинско културно богатство. Аплауз за галичката невестинска носија. Од Дебарско-Мијачкиот регион се селиме во Ресенското поле или Преспанскиот етнографски регион. Гледаме девојка облечена во преспанска носија. Кон крајот на 19-тиот век и почетокот на 20-тиот век, Преспа била еден од главните центри на револуционерното дејствување. Затоа османлиската власт донела многу забрани и угнетување на населението. Една од забраните била и таа народот да не се облекува во светли бои, туку во темни, главно во црни бои. Од тука и преспанската носија претрпела големи измени во тој период и како главна боја останала црната. Аплауз за преспанската носија. А сега, почитувани гости, ќе ви представиме дел од играурната традиција на Македонија. Таа е значаен сегмент од нашето културно наследство. И оваа традиција влече корени од етнокултурната историја, од социјалните односи во семејствата и општеството. Настанувале ора за веселби, како Црногорка, например. Настанувале ора за разделби, како Тешкото, например. Настанувале ора при работа, како Копачка, например. И така натаму, и така натаму. Вечерва, директно од Делчево, ни доаѓа културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров, кои ќе ни се представат со едно нивно, автентично оро. Да ги пречекаме со аплауз. Народните инструменти и инструменталната музика влечат далечни и длабоки корени од македонската традиција. Тамбурата, како инструмент во неразвиена форма, ја среќаваме многу одамна, уште со појавата на христијанството. Впрочем, таа е насликана во неколку фрески со сцени од христијанството, како например фреската Истерување на лепрозните во Свети Гаврил во Лесново од 14-тиот век.
Тамбурата и денес е дел од многу видови на оркестри, а низ нашата фолклорна историја продефилирале многу мајстори на овој инструмент. На тамбура свирал и големиот наш песнопоец Никола Бадев. Вечерва на сцената ќе ни се представи уште еден млад уметник инструменталист, Сашко Петревски, професор во музичкото училиште во Штип во одделот за народни инструменти. Тамбурата од секогаш ги пленела срцата на љубителите на музиката, а уметниците кои свиреле на нив од секогаш биле ценети во сите општествени слоеви. Но да се вратиме ние на народната носија, која со својот колорит, орнаментика, вес и накид е вредна и скапоцена, достојна за респект и восхит. Како први во овој блок ќе видиме момче и девојка од Делчево, облечени во нивна автентична носија. Делчево во минатото се викало Царево село и бил главен центар на целиот пијанечки регион. Делчевската или пијанечката носија што во моментов ја гледате на сцената, меѓу народот се задржала до 50-тите години од 20-тиот век.
Аплауз за момчето и девојката кои ни дојда од Делчево за да ни ја презентираат нивната носија. И власите во Македонија даваат голем придонес во создавањето на народната култура во Македонија. Тие најпрвин како сточари номади, со својата стока крстарат низ цела Македонија, барајки подобри пасишта. Потоа се населуваат и во градовите, каде стануваат големи занаичи и угледни трговци. На сцената имаме девојка облечена во влашка носија која потекнува од Штип. Аплауз за моделот во влашка носија. И секако за момчето кое ја придружува убавата девојка. Сега е време да се вратиме на народната песна овде на сцената пред црквата Свети Спас. Голем број песни ги опеваат нашите цркви и манастири. И во најголемите искушенија, нашата црква ни дала сила и верба да обстанеме. Затоа, во најголема сиромаштија и беда, во робство и сите други искушенија, македонскиот народ градел цркви и манастири. Оваа црква, Свети Спас, со Божја промисла изградена на средината на 19 век, а незиниот живопис го изработил најголемиот наш зоограф од 19 век, Дичо зоограф од Тресонче. Дојдете во неа и помолете се пред иконите, кои изразуваат длабоки чувства, или, како што би рекол нашиот народ, уште што не прозбореле, а се подпишани од големиот Дичо зоографот. Прекрасната група Соната и Кате, која е облечена во велешка носија, вечерва ни доаѓаат од Велес да ни презентираат неколку песни од македонската песнопојна традиција. Едно топло добре дојде за нашите гости од Велес.
ljubaво odatle mamo, ravna snaga vijat, ravna snaga vijatle mamo, sočite vijat, ravna snaga vijatle mamo, sočite vijat. Сега следи блокот кој ги представува уметниците од овие краишта. Од Булачани ни доаѓа еден голем музички талент. Момче кое што туку го оформува своето знаење на Музичката академија во Скопје, а веќе му се отворија портите на државниот ансамбл танец. Со аплауз да го охрабриме Роберт Ангеловски од Булачани, а потоа Аце Трифуновски, исто така од Булачани.
Oj, mesečino, novino, leleve, šerva jasno mori da greš. Večerva jasno da greš, lepo bela na mori jodime. Boga pojana ode melele višnijem crešni more suteja. Beli pšenici glasa jajlele i zvori voda more teče. Boga se nazad vraća melele višnijem crešni more obrale. Višnijem crešni obrale, lele, beli pšenici more ožnale. Beli pšenici ožnale, lele, izvori voda more seknale. Им благодариме многу на Роберт Ангеловски и Аце Трифуновски. А сега продолжуваме со презентација на фолклорот од овој крај. Наред се носиите кои младите влюбеници во нив ги презентираат во секоја свечена пригода. Од Црешево, нашите домаќини, во народни носи вечерва ги гледате. Марија Спасовска, Драгана и Александар Јовановски.
А по нив на сцената и ни доаѓаат другите млади, прекрасни момчиња и девојчиња од Срешево. Теодора Вучковска, Викторија Тодоровска, Магдалена Димчевска, Магдалена Трајановска. А ќе ги видиме и Сара Трајковска и Давид Јовановски. Еден аплауз за овие прекрасни млади модели кои гордо ги презентираат народните носии. Наред се сега и носиите од Булачани, а облечени во нив ќе ги видиме Николина Ѓоргиевска, Марија Здравковска, Ивана Здравковска, Мила Трајковска, Ивона Неделковска, Сања Манолева и Елена Стојановска. Аплауз за прекрасните девојчиња и прекрасниот Ненад кој им правеше друштво во презентирањето на носиите. А сега да ги поздравиме моделите што ги презентираат носиите од Раштак, лулката на фолклорот. Оттаму ни доаѓаат Марија Ристовска, Кристина Јаневска, Стефанија Василевска, Игор Смилевски. Да ги видиме сега носиите од Виниче, кои вечерва ни ги представуваат. Сара Митревска, Ивана Мандич, Јована Неделковска, Александра Неделковска, Јана Томевска и Тамара Трајковска. Браво, 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 најубави сте. Песнопојниот израз во Македонија има илјадници идиоми. Песнопојниот јазик илјадници наречија. Секој град, секое село си го опеал својот начин на живот и своите карактеристики. Тетово, како ретко кој град си ги опева убавите жени. Копнежот за момите, Трпана, Благуна Дејка, Епса Демушева, но и за младите невести чија убавина греела како месечина, а нивните мажи печалбари. Уште се пеат песните за Ѓорушица, за Васка Евгова. Почитувани присутни, познатиот пеач Ивуш Ибраимовски од Тетово ќе не подсети на некој од овие убави песни од тетовскиот крај.
site gradovi, gjiše taf janë dumama, kako trpana nena i do, kako trpana nena i do. Pak se vrati, peto janë dumama, da si ga svršim trpana, da si ga svršim trpana. Ako me sakaš, sakaj me janë dumama, ako me nejkesh kaži mi, da si go tražim čareto. Blaguno dejče mori požaranče, blaguno dejče mori požaranče, otvori mi džamli penđer, sakam da te vidim ja. Otvori mi džamli penđer, sakam da te vidim ja. Dej gidi ace more hađa mi ja, dej gidi ace more hađa mi ja. Što dotvoram džamli penđer, koga ne te sakam ja. Što dotvoram džamli penđer, koga ne te sakam ja. Blaguno dejče mori požaranče, blaguno dejče mori požaranče, ke prodadam saraj kuća, samo da te zemam jaz. Ke prodadam saraj kuća, samo da te zemam jaz. Dej gidi ace more hađa mi ja, dej gidi ace more hađa mi ja. Ne prodavaj saraj kuća, koga ne te sakam ja. Ne prodavaj saraj kuća, koga ne te sakam ja. Blaguno dejče mori požaranče, blaguno dejče mori požaranče, ke prodadam brza konja, samo da te zemam
Digidi atse more hacamia Digidi atse more hacamia Ne prodavaj saraj kukja koga ne te sakam jaz Ne prodavaj saraj kukja koga ne te sakam jaz. Благодарам. Ме потегна срце затупан, за екот од Бистра планина, за Галичник, за тешкото. Ме потегна срце и за екотот од Голак, од Габрово, од Делчево, за копачката, да запрат орачите и копачите да се фатат наоро. Викнете ги тупанджиите да ги зберат копачите. Им благодариме на членовите на културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров од Делчево за прекрасната изведба на копачка.
Народните мудрости, црпени како искуство од секојдневието на македонскиот народ, Цепенков со голема усет и љубов ги собирал и ги забележувал во своите тефтери. Секогаш се актуелни умотворбите за пијаниците, но и за мрзеливите жени. Ja vino pijam, mrakija, ženska param, ađaja. Koja donese ova raketa ovdje, lele. Majko! More, Ja, čekaj. more, i lele tatku ќе викаш ко ќе ме видиш. Abre. Lele, maži. Ako je kućata mala, ama da ima pijenje i jadenje, to je neki. Ako je mažo pijanica, ženata je mačenica. Lele, Bože Ako gospode. ti klad alka na nosot, kako mečka će te vodat. Ako si troakelav, ama ne bidi gologlav. Ako si siromav, ama ne bidi mrsoljav. Ne ti vlegla glata vo kapata. Od pijenja mu se proširila. Ti se proširila, no? Lele. More, Ako beše vošljiva, da ne beše ljutikava. jas. Da ne beše srdljiva, ako beše prdljiva. Ako. Lele. Ako je čovjeko kus vozdolništeto, lesno je, ќе mu pridodadiš. Ами ако е kus vo umo, ne možeš. More. Da. Pa ako se ljuti, nekako lupi, ve. More, begaj od pijanio kako od ulavio. Varaj žena da zemeš od soji. Tako je siromaška. Koji zema grda žena za pari, parite će si zarčat. Ama ženata će ti ostane, a? Mora da vi kažem, koji pije, se така ќе си се опие. Да, оти виното човека едни пати го прави везир, ама едни пати резил. Ale Bog da čuva od ogan, od voda Леле. i od loša žena. Леле, гледај го пијаницата, жали му жената и децата. Ako je ženata mrzeliva, decata se vošlosani. Да, ама пијаницата кеф во меана си терат, а жената и децата без леп седат. Daj mu na ženata uzda, ako sakaš da ti zapusti kućata. Деле, абе пијаниов, колку поиќе пие, толку поиќе жедне. Дајте уште едно шише. Ајде. Не даваш овде. Видјаме, ženata je долгокоса, ама краткоумна. Ах, сега ќе видиш ти. Брз конј, се втасува. Се втасува. Ама брз збор, Што? не се стасува. Абе, мажо да носи со кола, ženата да изнесува со игла ќе намаса. Тешка рана заздравува, ама тежок збор не се заборава.
Жената, што ќе си купи маж за пари, кај сака ќе го води. Кој пие на вересија? Кој? Еми 2 пати плаќа. Ти? Море, јазикот на жената коски нема, ама коски крши. Пијаницата не ќе туркање. Ами тој самиот си паѓа во калта. Абе, жадувам, гладувам, гол, бос одам, ама на честа, си стојам. Не и не. Не бива. Што бе? Не бива и точка. 3 дни да ги скроиш еден до друг. И тој пак ќе си пие и ќе си пие. Ахме, Господе, што даде, што ми даде, кај се запустив, кај го најдов овој пијаница Црешовска. Немој да врејаш, жури. Море, што од Црешовска? Море, пијаница Булачанска. Дил гајда, сега ќе ми те најда. Кој мене ли? Кај Попова кршма, сега ќе ми те раскршма. Кај Попова фура, сега ќе ми те турна. Ела маму. Ај, пробај да те видам сега. Шо бе да се враќаме? Моја нема силата. Моја нема силата, кај Моја ти нема силата, ама моја има снагата. Ами, колку помалку височина, толку поиќе силица. Должина и мекочина. Им благодариме на Снежана Коневска-Руси и Ѓокица Лукаревски за поуките од Марко Цепенков. А ние сега продолжуваме со нешто сосема ново. Во втората половина на 19-тиот век, во Македонија се случуваат крупни реформи во општествениот живот. Се развиваат градовите, се зајакнуваат економските и трговските врски со балканските и со европските земји. Се гради железницата Солун-Битола-Скопје, се отвараат конзуларни представништва, се менува начинот на живот, се менуваат навиките, се создава нова култура, нов проевропски начин на облекување, староградски, нов чалгаџиски начин на музицирање, нови класични и ориентални инструменти. Се опеваат теми од староградскиот живот. Со една реченица, се случува културна природба на Македонија на секое поле. Ние вечерва на сцената најпрво ќе погледнеме староградски костими карактеристични за тој период, а потоа и едно велешко чалгиско оро на еден типично чалгински инструмент, канонот, во изведба на големиот мајстор на чалгинската музика и виртуоз на својот инструмент, Хусрев Саид.
se da iskaža i srce da ti go para, a ne možem se da iskaža. Ti se nežni, teško mi je da te slušam ja. Srce imam noge izgasne, teško mi je da te slušam ja. Srce imam noge tebe nisam jas, o angel moj, za tebe ke umram i celio cvet koga mi se izmeni. Jaske vidam tvoja, pa tvoja i celio cvet koga mi se izmeni. Jaske vidam tvoja, pa tvoja. Благодарим. Šarenata Urbija časom spušti gazi na frosina i
ali paša, večer da gotviš večera, na visoki šardaci, na kafezite mileri, paša tada gofro se prečeva. Frosina veli govori, ajde bre silni javazi, zdravo živona, ali paša, da ne se laži, da dojdi, ja su si mole, il sjaše, verata nesi menuva, za jedan turči avil paša. Izvorните pesni glavno го опеваат селскиот начин на живот. Песни за орачите, копачите, жетварите. Староградските песни пак го опеваат староградскиот начин на живот. Сокаците и чардаците, кепенците, чаршијата, печалбарите и кирајџиите, но и љубовта, како вечна тема на опевање. Последниот блок на вечерашнава манифестација и го посветуваме на староградската песна, пеена по градовите во Македонија. I tu
Aj Đorušice crnojoko, aj promeni se taki ti se, aj promeni se taki ti se. Aj pa će projde sin mi kojo, aj će ti reče dobro večer, aj ti mu reči dojdi večer. Aj dojdi večer pred večera, aj duri ne sme večerale, aj šimšir ponti Драги гледачи, почитувани посетители, велат дека оној народ кој си ја чува и негува традицијата, таа го чува и него. Се надеваме дека со оваа манифестација од година во година фрламе нова светлина на нашето културно минато, за да го представиме во вистински сјај и да го афирмираме. Се обидуваме да ги вклучиме и помладите и колку што е можно да ги задоиме со својата култура, за да можат да се разпознаат и да бидат разпознаени. Ви благодариме што со вашето многубројно присуство ја оправдувате оваа манифестација. Голема благодарност до сите вечерашни учесници во програмата, а пред се благодарност до општината Газибаба, која силно ја поддржува и овозможува оваа манифестација. И на крајот, да се заблагодариме и на човекот по чие сценарио и текст се работеше и оваа манифестација, ревија на народни носи, песни и инструменти. Го повикувам на сцената Тоде Спасовски. Ви благодариме и довидување до година.